Почитувани, добра вечер. Се враќаме во отвореното студио. После интервјуто со претседателот Стево Пендаровски, продолжуваме со нашата втора гостинка. Тоа е доктор Тања Ангјушева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист за кардиологија. Добро вечер. Добро вечер. Од клиниката Жан Митрев, се разбира. Доктор Ангјушева, ќе зборуваме за она што е најактуелно, тоа е пандемијата со коронавирусот и вашата специјалност, тоа е кардиологијата. Кажете ми, коронавирусот, да знаеме дека ја предизвикува болеста COVID-19, дека вирусот SARS-CoV-2, тоа е во основа респираторен вирус, респираторен синдром предизвикува проблеми со дишењето, инфекции на дишните патишта, на белодробието, но зошто се поврзува и со срцевите заболувања? Како влијае короната врз тие болести? Коронавирусот точно е дека навистина представува доминантно заболување на респираторниот систем. Меѓутоа, нешто што се заборава е дека коронавирусот во суштина делува и на кардиоваскуларните заболувања. На вашето прашање како, ќе дадам само едно кратко објаснување на патофизиолошкиот механизам. Веќе ни сите овие емисии, вашите гледачи веќе научија дека коронавирусот се врзува за така наречените AC2 рецептори. Тоа се специјални места кои што се наоѓаат на ендотелните клетки, доминантно во белите дробови, на крвните садови во белите дробови. Меѓутоа, такви AC2 рецептори постојат и во срцевиот мускул, такви рецептори постојат и во цревата, посебно во тенките црева и во мозокот. Така да и сите објаснувања зошто коронавирусот дава последици и на срцевиот мускул, дава последици и на цревата, докажани се и заболувања на мозокот, можат да се најдат токму преку ова објаснување. Што прави короната? Таа го фаќа AC2 рецепторот, врзувајќи се за него, го спречува природниот процес на разложување на ангиотензин 2. Тоа е еден биохуморален хормон кој што се создава во нормалниот процес на секој човек, кој што процес на генеза почнува на ниво на бубрек, потоа оди преку црн дроб и во белите дробови се претвора во ангиотензин 2, кој што нормално предизвикува проинфламаторен ефект, односно предизвикува воспалителни ефекти на ниво на крвните садови. Тој ангиотензин 2, за да не го направи овој ефект, доаѓа и го врзува организмот на ниво на AC2 рецепторот и таму ангиотензинот 2 се разложува до ангиотензин 1 до 7. Нова формираната субстанца пак делува заштитно преку еден друг рецептор што се наоѓа на крвните садови и го штити организмот природно од процесот на инфламација. На ваков начин, во нормални услови, организмот има направен еден биланс во своето тело, еден баланс за создавање на воспаление и спречување на тоа воспаление. И така ние живееме. Во оној момент кога AC2 рецепторот ни е врзан, окупиран со ефектите на коронавирусот, значи доминира природниот инфламаторен ефект кој што го предизвикува ангиотензинот 2. Затоа настанува воспалителниот ефект на ниво на крвните садови во белите дробови. Слично нешто се случува и во срцевиот мускул. Но тука веднаш се надоврзуваат макрофагите, се надоврзува клеточниот имунитет, се ослободуваат интерлеукини, настанува зајакнување на тој воспалителен процес, се полнат интерстицијалните просторите меѓу клетките на човековиот организам со воспалителни клетки и настанува, ако е на ниво на бели дробови, блокада на нормалниот процес на размена на гасови и блокада на функцијата на дишењето на белите дробови и се разоруваат клетките. Ако е на ниво на срцев мускул, настанува воспаление и задебелување на срцевиот мускул. Ако е на ниво на мозок, сличен процес на мозок или на црева. Сега, друго нешто што прави овој вирус, значи, односно оној момент кога ќе се блокира антиинфламаторниот ефект, се активира внатрешната каскада на формирање на тромби натре во крвните садови. Пореметена ни е нормалната хомеостаза и настанува интраваскуларно, значи во самите крвни садови се создаваат тромби и настануваат ефектите на компликациите од коронавирусот, кои што се тромбоемболизам на ниво на вени, на ниво на артерии, на ниво на артериоли. Како резултат на тоа може да настане свеж миокарден инфаркт кај млади луѓе кои што никогаш немале, да речеме. Токму тоа сака да ве прашам како тоа се манифестира кај срцево болница. Точно, да. Затоа и почнав од тука. Значи може да настане како миокарден инфаркт.
може да настане како мозочен удар, може да се јави, или како мезентеријална тромбоза. Ќе се задржам повеќе на срцето. Да речеме кога настанува тој миокардит. Миокардитот на ниво на срцевиот мускул предизвикува директна слабост. Докажано е од студиите и од пациентите кои што се разгледувани после смртта на аутопсија и во Италија на една серија од 460 пациенти, дека инциденцията на кардиоваскуларните проблеми кај пациентите кои што починале изнесува дури 17%, од кои што од миокарден инфаркти се умрени веќе некаде околу 10%. Значи не е така мала таа инциденца. Срцевата слабост како таква го потенцира ја потенцира слабоста на целокупниот организам. Да не заборавиме, срцето е пумпата и моторот кој што ја движи крвта и која што овозможува да секоја клетка во човековото тело добие доволно крв, кислород и доволно храна, гликоза, односно крв која овозможува да сите распадни продукти од метаболизмот природен се соберат и преку венската циркулација се однесат до бубрек, до црн дроб и се исфрлат надвор од организмот. Кога пумпата наша не е добра како што треба, не работи, не може ниту оваа размена на материите да се направи како што треба. Па страда целото тело и настануваат мали милион компликации при човек. Доктор Ангјушева, сакам да ја прашам за една од дилемите која гледам дека се јавуваат не само кај нас, туку и на глобално ниво околу пациентите со COVID-19. Кога зборуваме еве конкретно за вашата субспецијалност за кардиоваскуларните заболувања, кога таков пациент му се јавува било каква компликација, а тој видиме дека е позитивен на коронавирус. Како знаеме дека компликацијата е настаната од коронавирусот, а не сама по себе поради самата состојба на пациентот? Како ја правиме разликата? Или е тоа сакате тешко? Да кажете, добро, секако дека е малку тешко, меѓутоа Бидејќи, обично знаете, имаме многу пациенти кои се асимптоматски со корона, Да. нели? Зошто не би можеле да претпоставиме дека и некој човек кој има хронично заболување, а го носи коронавирусот, исто така не е асимптоматски? Ме разбирате што сакам да кажам, дека компликацијата му е поради самото заболување, а не поради коронавирусот. Овака сега, сепак има мала разлика. Значи, секој хронично заболување си има свој тек и свој правец и процес на развивање. Пациентите кои што се со хронични заболувања, конкретно од областа на кардиоваскуларните заболувања, тоа се хронични пациенти кои што доаѓаат редовно кај својот матичен кардиолог, кој што ја следи нивната историја на болест. Знае како изгледа нивното ЕКГ, знае како изгледа нивното срце, следејќи ги на секојдневните ехо контроли. Да речеме, кога настанува компликација од една корона, инфекција претходна, настанува нагло попуштање на срцевиот мускул, нагло намалување на пумпната снага, кое што да речеме не е нормално за нормалниот тековен процес на некој пациент кој што хронично се лекува, еве да речеме од една хипертензија, доаѓа редовно на контрол, имал некоја пумпна снага од 50% и наеднаш ви доаѓа за еден месец и гледате дека има пумпна снага од 25%, што е драстична разлика, или гледате една димензија имал на еко и наеднаш станува срцето многу попроширено. Плюс тоа ние правиме и анализи. Значи се прават БНП анализа, тоа се маркери кои што покажуваат, директно ја покажуваат степенот на хроничната срцева слабост, се прави тропонин тест, кој што при пациенти кои што се со коронавирус и без знаци за акутен миокарден инфаркт се енормно високи кога станува збор за воспалување на срцевиот мускул. Се следи добро клиничката слика, се прашува анамнезата на пациентот, дали бил во контакт со некој пациент кој што бил претходно корона заболен, дали имал симптоми претходно на температура, некоја кашлица, плачна маска на очи, губиток на осет на мирис. Значи тоа се симптомите кои што претходат на короната и потоа ние понатаму се водиме дали е компликација од короната или не. Или пак може да дојде сосема здрав млад прав човек кој што немал никакви текоби, а да ги прояви кардиоваскуларната симптоматологија, која што пратена со температура и пратена со корона позитивен тест и текако упатува дека тоа е компликација. Тогаш е појасна слика. Да. Доколку немал претходно такво заболување. Да, вие зборувавте за студија. Јас најдов исто така некоја студија од Кина, например, правена, бидејќи кинезите, нели, кај нив прва се јави инфекцијата, па можеби беа во предност во однос на студиите пред останатиот свет.
Они направиле студија на 187 пациенти со COVID-19, 27,8% имале миокардиал инджури. Да, тоа е тоа, миокардит е тоа. Да, миокардит. И вика тоа резултирало со cardiac dysfunction and arrhythmias. Точно. Значи, они идат со некој процент од 27,8% од пациентите со COVID, значи рече се 30%. Кажете ми, значи, очигледно е дека смртноста кај овие пациенти е зголемена или имаат опасност од поголема смртност? Кардиоваскуларните пациенти. Кардиоваскуларните пациенти имаат поголема опасност од смртност од корона инфекцијата, затоа што секој кардиоваскуларен пациент кој што подолго време е болен, хроничен болен, значи пореметувањата во нормалната циркулација на организмот доведува и до пореметување и на имунитетот. Сите тие на некаков начин имаат и намален имунитет и повеќе се склони не само кон корона инфекцијата, него кон било која друга инфекција ради тој намален имунитет. Воедно е докажано дека пациентите кои што се, да речеме, со срцева слабост, пациенти кои што се со хипертензија на предната возрастна група, пациенти кои што се со претходно кардиоваскуларни и церебрални васкуларни заболувања, дека имаат поголема корелација со заболувањата и компликациите на коронавирусот. Се смета дека се лачи некој си CD8 фактор, кој што, добро, се уште е во фаза на испитување, кој што можеби, повеќе кај овие пациенти, кој што можеби прави некоја предиспозиција да тие имаат повеќе и полесно да заболат и да пројават повеќе компликации. Меѓутоа, кога ќе излезе научни трудови и докажување, тоа се уште е во фаза на испитување, тоа е тоа што го поврзува инциденцата, ја поврзува поголемата инциденца на корона инфекција кај овие пациенти. Кажете ми, во однос на она што се зборува за респираторите и на тоа што го кажа и министрот Филипче, за жал малата инциденца на преживување на овие пациенти, имате ли отприлика и вие такво искуство кај вас? Па, јас би рекла она што го кажува светот. Навистина е светската статистика, податоците од Америка, од Кина и од другите земји, од Италија, покажаа дека пациентите кои што се поврзуваат и кои што имаат потреба од респираторна поддршка, навистина имаат најголем процент на смртност. Меѓутоа, тоа може да се објасни и на друг начин. Да речеме, тоа се пациенти кај кои што степенот на оштетување на бели дробови навистина е на висок степен, на кој што им треба навистина време за да настане опоравување на тоа белодробие. Од една страна, кога белодробието е доста оштетено, имаме секундарно оптоварување и на срцевата функција. Тоа се пациенти кај што веќе вирусот продрел и влегол во некоја си виремија и септикемија од вирус, кај што ефектите на генерализираната инфекција со коронавирус фактички го слабеат организмот и побрзо доведуваат до смртен исход. Меѓутоа, водењето на овие пациенти, според препораките на Европското здружение за интензивно лекување, покажуваат дека водењето со респираторот има своји специфики. Пред се поголем дел од денот пациентите треба да бидат поставени во така наречена промпозиција, односно да бидат легнати на мев, со варијација на позиција висина на глава, за да може да се овозможи и моментот на подобра аспирација и сврлување на шлајва. Кај вас ги спроведувате тие протоколи? Промпозиција се употребува кај пациенти кога се со АРТ, со засегање на белите дробови, кога постојат такви пациенти, да. Меѓутоа, ние не сме ковид установа, значи така да не можам да го кажам тоа искуство. Да. Значи ние можам да го кажам нашето искуство во однос на оние стандардни пациенти кои што добиле АРТ ради било која друга причина. Да, што се стави на респиратор. Добро, кажете ми, во однос на кардиоваскуларните пациенти, тие не најчесто туку сите земаат и хронична терапија. Има ли тука некаква промена доколку добијат и коронавирус во исто време? Па, ако се следеа секојдневните текстови кои што излегуваа, постоја многу голем број на шпекулации. Тука се две категории на пациенти кои што се на хронична терапија, посебно пациентите кои што се со покачен крвен притисок, кои што боледуваат од хипертензија, и втората категорија на пациенти се оние кои што се со хронична срцева слабост. Се однесува конкретно на лековите од групата AC2 инхибитори, како што се скоприлотенапот, или пак групата на ARP рецептори, блокерите како што е лизиноприлот и валзартанот.
Се шпекулираше дека овие лекови не треба да се зимаат, дека треба да се прекинат, као ја забрзуваат инфекцијата со коронавирус заради токму тој AC2 рецептор што го спомнав од почеток. Меѓутоа, Европското здружение за кардиологија, па и Американското здружение за кардиологија дефинитивно поставија вето на овие тврдења и кажаа дека напротив пациентите треба да продолжат со терапијата која што си ја користат хронично, која што ја користат текомно и долго време. Се произнесоа дека напротив прекинувањето на оваа терапија може да доведе до, како се вели, ребаунд или добукнување на болеста, односно ако бил долгогодишен хипертоничар, наеднаш да се качи притисокот, да настане криза, да ослабе срцевиот мускул и да има големи последици, или пак ако е срцева слабост, наеднаш да се прекине процесот во стабилизација на таа срцева слабост и пропаѓање на срцевиот мускул и да настане срцева декомпензација. И затоа тие препорачуваат строго да се продолжи со оваа терапија. Дури и во центрите каде што се лекуваат пациенти заболени од COVID, значи кои што се со акутна инфекција, дури кои што се и во средна и во тешка фаза на болеста, се препорачува продолжување на овие лекови. Исклучиво се препорачува прекинување на лековите ако се појави низок крвен притисок, што да речеме и една обична инфекција да настане, ако пациентот ни го спушти крвниот притисок, ние како лекари веќе го прекинуваме тој лек. Значи, хроничната терапија во некој услов да не се прекинува, си останува. Може да се направи поголем проблем. Да, можам да додадам дека сега се прават и нови студии, кои што изгледа ќе излезат позитивни, дека ARB, лековите од ARB блокери, како што се сартаните, напротив делуваат протективно при корона инфекциите. Само и тоа ќе покаже наредните студии кои што ќе излезат. Сега за сега се уште во фаза на следење. Вие сите, предпоставам дека сите овие недоречености, информации, шпекулации, полувистини, невистини, вистини, веројатно дека сето ова е поради тоа што вирусот е нов, нели? Па предпоставам дека можеби стручната јавност понекогаш лута во тие препораки, во тие насоки. Корона како вирус во Зборувам суштина за конкретно за овој, да. Да, овој вирус на вистина, да речеме, се појавува како една нова генерација, инаку корона како коронавирус постои низ вековите и одамна предизвикувал заболување, одамна направил миокардити. Ние дури имаме еден млад пациент од 26 години кој што е поставен на вештачки пумпи, кој што е биват механичка циркулаторна потпора, а причина бил корона миокардит, лимфоцитарен миокардит. Овој вирус во суштина е специфичен, има голема способност, има голем број оние коронките што се нацртани вака, односно да, како изгледаат како кронички, има голем протеински диапазон и преку тие различни протеини фактички има можности за различни ефекти и предизвикувања во организмот и најверојатно тоа е тоа што сега прави, односно направи во еден период од 2 месеци поголемо збунување во медицинската фела. Меѓутоа веќе се искристализираа работите, се направија строги протоколи како треба да се третира пациентот, кога да се влезе со антивирусни лекови, кога да тие антивирусни лекови да се под која група, на која недела, кога да се подкрепат со моноклонални антитела и за стабилизација на и потпора на имунолошкиот систем и тоа почна да резултира со поголем број на позитивно излечени пациенти. Да, пред да продолжиме за ова, има еден интересен аспект на проблемот каде што корона пандемијата или поточно кажано корона паниката индиректно влијае врз срцево болните и без да ги зарази. Значи знаеме дека стресот, паниката, стравот предизвикуваат и проблеми со крвниот притисок и со работата на срцето. Кажете ми дали увидовте таква можеби појава кај срцево болните бидејќи самиот стрес им ја влошува состојбата? Па не само кај срцево болните, него и општо меѓу целата популација се појавија тие тегоби, затоа што стресот е тригер на ендогените катехоламини, а тие секогаш го покачуваат крвниот притисок и секоја денка. Во последно време се повеќе се појавуваат пациенти кои што имаат полошо регулиран крвен притисок, па мора да им се објаснува зошто настанува тоа, мора да се
зголеми дозата на лековите кои што ја примаат за да се обезбеди стазата, нормалната хомеостаза на нивниот организам, односно стабилноста на нивниот организам. Воедно се појавија и пациенти кои што никогаш не имале крвен притисок, па започнале со терапија на крвен притисок. Затоа и Европското здружение за кардиологија во суштина има направено една препорака до сите пациенти кои што ја имаат дадено во форма баш на еден цртеж, што е битно за да останат стабилни во корона, како што рековте, пандемија, корона паникемија, да речеме. Значи, според нив потребно е да се одржи внатрешната стабилност, обавезно луѓето да се нанајдат свое хоби, да обрнат внимание на вежби по домашна средина кои што претходно ги правеле надвор, да си обезбедат услови сепак за физичка минимална активност и пешачење, обавезно да се прочита некоја книга и колку што помалку да се слушаат стресни информации. Да. Тоа е препораката на и нормално редовно земање на препишаната Немојте така терапија. ќе прекинат да гледаат луѓето телевизија. Не, Сега, телевизијата е после позитивна, во секој случај шири позитивни информации. Да, посебно кога имаме вакви конструктивни Се дебати. зависи како ќе се пренесе информацијата. Доктор Ангјушева, во овој период кардиолозите препорачаа да се одложат доста процедури, постапки, прегледи, контроли, да не ги набројувам сите, поради начинот на промена на работа во целото здравство поради корона пандемијата, но кажете ми дали во целиот овој процес во задниве месеци, дали може би се загрози здравјето на останатите пациенти? Точно е, настанува загрозување на здравјето, затоа што рачунајте луѓето сепак имаат мака, нели имаат тегоби, меѓутоа не може да си го најдат своето решение. Знаеме колку е фрагилна таа состојба, особено на тие пациенти, дека таму секунди живот значат. Затоа и ние како установа, Жан Митрев клиниката, мислам и донесовме некој свој механизам на функционирање во оваа ковид пандемија, кој што го согласивме нормално со препораките и одредбите на Министерството за здравство. И ние полека направивме и отворивме вратите за пациентите со строга тријажа. Најважно во оваа ковид пандемија е да се направи добра тријажа на влесното место во болницата, каде што секој пациент кој што влегува, кој што има своја мака и нели има потреба од консултација и преглед од лекар, треба претходно од стручни лица да биде истријажиран и да се види дали имал контакт или дали има некои симптоми. Таа тријажа се прави врз основа на клиничката слика на пациентот и врз основа на епидемиолошката анкета. Врз основа на тие податоци, во нашата установа пациентите се ги поделуваме, а тоа е и според препораките на Европското здружение, сите европски здруженија и Светската здравствена организација, ги поделуваме на суспектни и несуспектни пациенти. Оние пациенти кои што не се суспектни за корона инфекција, веднаш си одат во амбулантниот дел и ги продолжуваат сите потребни дијагностички методи кои што треба да ги добијат. Секако персоналот има соодветна персонална заштитна опрема. Суспектни претпоставувам според симптомите, нели? Да, според симптомите. Оние пак кои што се суспектни според симптомите, кои што да речеме имале некоја фебрилност, односно покачена температура, стегање во гради, сува кашлица, даваат некој податок за контакт дека биле со лица кои што биле заболени, секогаш се погледани од страна на лекар и доколку дозволува нивната состојба, се организира коронатест да се направи прво, да се направи оној РНК PCR тест и доколку тој тест се покаже за позитивен, ние ги упатуваме кон корона центрите за понатамошен преглед. Сега, ако се работи, не дај Боже, за акутен миокарден инфаркт, кај што тој пациент мора да биде згрижен, до сега не сме имале таков случај, меѓутоа може да дојде и таков случај. Според препораките сме спремни и сме организирани да тој пациент веднаш биде прифатен, да му се пружи коронарографија, да се направи селективна коронарографија и акутна дијагностика, ако треба стент, ако треба да се подготви и припреми за бајпас операција. Имаме посебно изолирани простории за следење и мониторирање на тие пациенти со персонал кој што баш и имавме сега овие неколку дена работилници како да се постапува во такви услови во случај на корона позитивни пациенти со акутно коронарно заболување. Затоа што и според препораките на Европското здружение за кардиологија, ние сме должни да пациентите кои што се со акутни кардиоваскуларни заболувања бидат згрижени со
приоритет кој што значи нема одлагање. Она што треба да се направи, треба. Има пациенти кај кои што процедурата може да се одложи од 1 до 3 дена, например ако клиничката слика е стабилна, тогаш се чека корона тест и се прави одлагање. И има пациенти кои што треба да бидат елективни, тие што се со хронични заболувања, каде што во суштина и телемедицината е одлична метода да им се помогне на тие луѓе, да се стабилизира нивната психа, да им се дадат неопходните совети. Затоа и ние и воведовме, тоа е ново нешто што го воведе Жан Митрев клиника, онлайн советување со пациентите, имаат можност преку нашата веб страна да се приклучат на онлайн советувања и со ние нормално, со Skype, со видео, визинг разговори и интервјуа, да им се помогне на пациентите да добијат адекватни совети. Имавте ли вие случаи на пациенти кои сте ги откриле кај вас дека имаат корона, па потоа да се префрлени во болниците за лекување? Да, имаше пациентка со тешко респираторно засегање која што се упати во 8 септември болницата, потоа имавме до пред некој ден исто со респираторно заболување, дијагностицирана корона тест, префрлена на клиниката за инфективни заболувања. Значи имаме и сепак соработуваме со колегите, тоа мора да оди така, затоа што одговорноста во овие случаи е општествена, сите здравствени установи си имаат своја општествена одговорност и правилното дијагностицирање на пациентите, правилното дистрибуирање е еден битен момент во спречување на ланецот на ширење на инфекцијата. Како поминавте во однос на медицинскиот персонал? Имавте ли таму можеби некои проблеми? Не, ние како медицински персонал, значи секогаш сме навикнати да треба прво една добра едукација, добра информација, правевме вежби кои што нормално се вежби со монтажа, за да знаеме како да се справиме со секоја ситуација и не ни е тешко да тоа во секојдневната пракса го спроведуваме и горди сме на тоа што ни еден од нашите вработени, како викаат да чукнеме во дрво, до сега не е ковид позитивен. Драго ни е што ни еден од пациент кој што дошол и легнал во нашата установа и кој што се третирал и лекувал во нашата установа, не е накнадно утврден корона позитивен тест. Добро, на вас ви е лесно, си имате тестови дома вие. За другите треба да ги прашаме. Они треба да дојдат кај вас. Ќе зборуваме малку за тестовите, но при тоа сакам уште едно прашање поврзано со препораките на Министерството за здравство. Сакам да ми го објасните ова, тоест на гледачите да им го објасниме. Вели постојат докази дека земањето статини ги намалува ризиците за кардиоваскуларни компликации поврзани со COVID-19 кај срцеви болни кај кои се развила вирусната инфекција. Што значи тоа? Какви се тоа статини? Што е тоа? Статини се лекови кои што се пијат континуирано и кои што служат за намалување на нивото на маснотиите во крвта. Во групата на статините народот ги познава повеќе како Аторис, Торвекс, Купет, Ропоидо, значи под тие имиња се познати. Тие лекови луѓето кои што се со кардиоваскуларни заболувања ги користат хронично и долговремено, затоа што нерегулираното ниво на маснотии во крвта доведува до промовирање и до убрзување на процесот на атеросклерозата. Со статините се намалува нивото на маснотии во крвта, се намалува можноста за создавање на атеросклеротски плаки, настанување на тромбогени моменти, настанување на инфаркти. Меѓутоа, статините делуваат и антиинфламаторно, делуваат стабилизирачки, значи, и го стабилизираат целиот организам. Едниот од моментите на позитивниот ефект на статините е токму на нивното целуларно, значи клеточно, ендотелно. Ендотелот е клетка од крвните садови, стабилизирање на клетката во процесот на создавање на инфламаторниот и воспалителен процес, кој што короната го забрзува. Па затоа и статините тука имаат позитивен ефект. Само сакам да напоменам дека статините се корисни, да, меѓутоа кога се користат заедно со антивирусните лекови, според препораките кои што се кажани, значи потребно е да се обрне внимание на нивото на функцијата на бубрезите и на функцијата на црниот дроб, затоа што во тој случај може да настане потенцирање на негативниот ефект на статините. Уште нешто. Секоја единка си има, да речеме, своја природна генетска осетливост или отпорност кон статините.
30% од светската популација е докажано дека имаат пројавување на негативни ефекти од статините. Па затоа потребно е да сите луѓе кои што се под терапија со статини имаат направено генетска анализа, да се види дали постои генетска предиспозиција да имаат потенцирано изразување на несаканите ефекти од статините. И доколку тоа го има, лекарот кој што ги води знае дека треба дозата на статините да ја намали и знае дека треба да прави почести анализи на крвта и самиот пациент и да следи функцијата на црниот дроб и на бубрезите. Значи, тука треба особено да се внимава. Да. Имаме уште неколку минути до крајот. Кажете ми, вие сте вклучени во националниот систем за тестирање на корона пациенти. Ги правите тестовите кај кои се детектира присуство на болеста. Така? Да, присуство на вирусот во самата единка. Фактички ние ја правиме на директна PCR метода, каде што се директно детектираат присуство на белковини од вирусот со PCR техника. Земаме брисеви треба да се земе правилен професионално земање на бриз, длабок бриз од нос и се зема бриз од грло и во рокот некаде саат и пол до 2 се изработуваат анализите и потоа резултатите им се јавуваат на персоните кои што дошле кај нас за да ја направат анализа. Има доста забуна кај населението, гледам дека и не се разбираат секогаш разликите. Тој е различен од тестот кој ги детектира антителата? Сосема е различен. И кој, значи, вашиот тест го детектира вирусот, а не антителата кои се создале од вирусот. Не, антителата за да може да се детектираат треба да имаме серум, значи треба да се земе крв на пациентот, да се издвои плазмата и се одредува нивото на антителата во серумот. Создавањето на антителата почнува некаде 2 до 5 ден после инфекцијата, а додека хроничното и формирањето на имунитетот останува подолго време, се уште не е докажано колку време ќе стојат протективните антитела во серумот. Така да најголемата специфичност на серумскиот тест е ако се земе во право време, ако се земе од 2 до 5 ден од почеток на инфекцијата, додека пак овој тест кој што ние го работиме го покажува присуството на вирусот и потребно е да речеме од времето на контактот на пациентот на една индивидуа до времето на спроведување на тестот, исто така некаде да има поминато барем ден-два, за да може да има некои ефекти, да може да вирусот се детектира во брисот кој што ќе се земе од устната слузница и од носната слузница на пациентот. Велите 2 до 5 ден. Зарем антителата не се создаваат после реакцијата на организмот на инфекцијата? Два вида на антитела. Едни антитела кои што значат директно присутен инфект и другите антитела кои што значат веќе создаден имунитет кај пациентот. За тие зборуваме. За создадениот имунитет. Создадениот имунитет обично после 5-тиот ден треба да се, пети. А обично имунитетот најреално и најрелевантно е после 14-ти ден, затоа што после тоа е еден процес во кој што организмот ги создава сопствените природни антитела во борбата против вирусот. Да. Односно при било која болест. Тоа е не отстапува ни ова од некоја друга инфективна болест. Да, гледаме дека сега веќе овие тестови влагаат и во една не би кажала редовна, туку секојдневна процедура во нашите животи. Веќе државите почнуваат да бараат тестови за влез во држава, доказ дека тоа очигледно дека ќе стане наша реалност, но гледаме дека и европските здравствени власти и Светската здравствена организација цело време апелираат дека треба доста и да се внимава во однос на тие тестови, какви тестови се прават, од кого се прават и во однос на нивната релевантност. Обично се бараат PCR тестовите, значи и еден PCR тест има вредност и валидност некаде до 4 ден, затоа што не се знае во тек на 4 дена една единка колку ќе биде во контакт и со кои луѓе се ќе помине. И затоа да речеме барем она што се шпекулира сега дека при патување надвор западните земји ќе бараат тест кој што не е PCR тест кој што не е постар од 3 дена. Јас околу овие тестови би сакала... Србија, например, бара не постар од 72 часа. Така, па тоа е тоа, 3 дена е тоа. Тоа е 3 дена. Јас уште нешто би сакала да кажам околу овие тестови. Тестот може да биде во првиот момент негативен ако е земен прерано, меѓутоа може пациентот да има клиничка слика
Значи клиничка слика, да речеме имам јас еден пациент кој што ми доаѓа, кој што гледам дека кашла, има температура, се жали дека го болат градите, нешто ми е слузавна, ми вика немам осетна мирис, значи има повеќе параметри кои што ми упатуваат дека он можеби има ковид. И ако сме го зеле првиот бриз многу рано, ние сме должни кај тие пациенти у рок од 48 часа да повториме уште еден бриз. Многу често се случува да првиот бриз биде негативен, а вториот бриз веќе да покаже позитивност и вториот бриз се зима за релевантен, пациентот си добива адекватно сместување. Така да на лекарот клиничар, значи треба да знае и требава да го има во предвид, ако клиничката слика му доминира еден негативен бриз, не значи дека и тоа е негативен пациентот и може да се направи еден пропуск во алката на триажирањето и пресекувањето на оваа пандемија. Да, доктор Ангјушева, ви благодарам за гостување во Отвореното студио. Ви благодарам и вам на поканата. Да. Доктор Тања Ангјушева од клиниката Жан Митрев, ова беше последна содржина во ова Отворено студио. Почитувани гледачи, останете со нашата програма, следува информативниот блок.